Здраво Македонијо, последен воведен коментар, последен стендап за оваа година, па да одиме директно на обсервација. Стручна колку што се може. Нека иде Дунав, па и да погинеш колку можеш ке се спасиш. Што ќе правиме денес, докторе? Јас предлагам да дам еден краток вовед и понатаму да дискутираме на прашањата кои ги имате. После тоа може да преминеме и на неофицијална дружба од која ќе заврши официјалниот дел. Може. Сме гледали и видеа од тие неофицијални дружби. Интересно изгледаат во секој случај. Но ајде за почеток официјалниот дел. Што ќе слушаме денес? Дозволете да започнам со тоа што сметам дека е многу важно, што сметам дека треба да биде фокус на вниманието во овој период. Добро, ајде да видиме што сметаш дека е многу важно и што треба да е фокус на вниманието на целата јавност наредниот период. Може би тоа ќе биде новата политика на СДСМ со која ќе се извлекува од пепелта во која што во моментов е. Може би новиот тим со новите идеи ќе се представи пред јавноста. Може би некој стар тешкаш од СДС се вратил во тимот. Може би ќе се извините за слугувањето на бугарските националистички кругови и ќе се сплотиме сите како народ позади македонските црвени линии. Ајде, да слушнеме што е важно и треба да е во нашиот фокус. Нешто на што укажувавме во изминатиот период, што всушност се случува зад завесата, што е концепцијата на владење на ВМРО-ДПМНЕ и знам. Бреј, џабе се понадевав. Важно и во фокус требало да биде нешто зад завесата на ВМРО и знам. Односно, СДСМ решило дека ќе се вади од калта во која е заглавена со муабети зад завесите на ВМРО и знам. Вие да имавте информација од зад завесите, бе другари, немаше да имате 6 градоначалници, ако ги имате и толку. Ама окей, повели, сцената е твоја. Очигледна е соработката на оваа власт со српската власт на Александар Вучич и на СНС, односно лично со него. Пак ли со Вучич, човеч? Пак ли со Вучич? И што значи тоа очигледна е соработката на оваа власт со Александар Вучич? Ова ли? Дозволете и во моје име да се заблагодарам на председателот Вучич, премиерката Брнабич. Почитувам председателя на Република Србија Александар Вучич. Дозволете и во моје име да се заблагодарам на председателот Вучич. И уште еднаш на српскиот народ, на председателот Вучич и на премиерката Брнабич им велам благодарам што го помагате нашиот народ и нашето јавно здравје. Да се заблагодарам на председателот Вучич. Ова е пред се чин, акт на огромна солидарност, пријателство и прва помош од братскиот српски народ према македонскиот народ. Иницијативата е секако на председателот Вучич, со кој што редовно имаме комуникација. Ова е сериозна голема порака на братство и пријателство, која што секако нашиот народ нема да ја заборави. Зоки дост. Да се заблагодарам на председателот Вучич. Зоки доставе со благодарење на крај му реч. Ама немаше крај на благодарностите кога просеа вакцини и подоцна жито за да немаме криза во Македонија. Но сега во фокусот на јавноста, според тогаш благодарниот Венко Филипче, требало да биде очигледната соработка на нашата власт со Александар Вучич. Притоа, не мисли тој на соработка како онаа со прв комшија, туку има некои тајни изгледа да открива Филипче. Па, да внимаваме. На граѓаните веќе им паѓа во очи како премиерот Мицкоски сака да го имитира председателот Вучич и во движењата и во стоењето, во начинот на давање изјава, во концептите на изјавите. Не е AI, не е вештачка интелигенција, вистинско е видеово. Поразениот на избори Филипче излегува пред новинари после месец и пол и вели најважно е народот да забележи дека Христијан Мицкоски го имитирал Александар Вучич во начинот на стоење и концептот на изјавите. Па, ко овде не полуди, тај nije нормалан, мајсторе. Еј, а во начинот на пиење вино го имитирали? Šta je Belina? Белина е тако зовемо само на домаќини давате вино или на гости? Добар дан. Како сте? Добро ве нашо. Ете го и Тачеслав, предходникот на Венко, наследникот на Заев. И тој со животна радост на дегустација на вино со страшниот злобен Вучич. Ама како велеа во ковидот? Слушај го Венко, па да слушаме. Може би и аплауз некој на крај ќе поделиме. Прекарот го доби веќе малиот Вучич. Ау, и прекар Венко Филипче му дава на премиерот. Малиот Вучич. Може и да го проширите прекарот. Малиот Вучич кој ве прегази на избори.
Премиерот Мицкоски ужива најголема доверба. Тој има дури 5 пати повисок рейтинг од лидерот на СДСМ. Најновото истражување на ИПИС покажува дека 27,3% анкетираните имаат најголема доверба во Христијан Мицкоски, додека во Венко Филипче веруваат 5,1%. Видиш, малиот Вучич да ти имал 5,5 пати поголем рейтинг од тебе. И ако смислуваме прекари, да беше ти Филип, сега ќе те викавме Филипче, ама ти си веќе Филипче, па прекарот веројатно би бил Филипчуле или Филипчуленценце. 5,5 пати помал од малиот Вучич. Токму поради вакви јаки стратегии на народот да им продава ветер и магла со некакви српски приказни, наместо да фати магла и да ја ослободи СДС од овие неверојатни глупости. Патем пред да се глупирате на ваков начин. Еве еден бесплатен совет. Не е лошо да проверите каков рейтинг има Вучич меѓу македонските граѓани, односно кој е резултатот на односот на Србија кон Македонија веќе 10 години наназад. Инклудинг кога ви беше Вучич Дедо Мраз на вашата власт со вакцини, жита и така натака. А и поради томосот на МПЦ од СПЦ. Тоа може би ве подучило да не тропате глупости, ама не, вие сте запнали и сте запнале патоатие. И чим е така? Јас сум многу согласен и волен да ви ги промовираме истите. Ние пративме што се случуваше во Србија изминатите години, посебно изминатата година, изминатиот период, после трагедијата во Нови Сад, протестите кои што започнаа, кои што не беа целосно покриени од сите наши медиуми, само еден одреден дел од граѓаните целосно ги пратеа сите тие случувања. Супер! Ама дали пратевте, покрај тоа што пратевте во Србија, дали пратевте што во Македонија се случуваше последните години? И зошто во последните години народот ве држи на безбедна дистанца од приликата пак да ја раскруцавате државата? Или не пратите бидејќи во Србија гледавте, таму ви беа очите вперени? Мислам, покрај тогаш кога ви беа вперени очите, дури просите вакцини, просите жито и го благосилјавте денешниот архинепријател, кој е сега во вашиот фокус на внимание, нели? Пратевте ли, бре луѓе, што се случи пред месец и пол на избори? Или оваа замена на реалности, замена на димензии, држави, замена на политичката арена е борба на вашата психа да излезе од границите на Македонија, каде сте неприфатени и несакани по еден широк Балкански фронт да се пресметувате со еве, Вучич, например. Може утре и со бугарите ке се пресметате. Се шегувам. Таму во моментов ги целивате во нивната срамна регија и ги верглате нивните глупости за некаков српски свет. Боклуци. Таа политика таму практично е многу слично на тоа што се случува тука. Еден човек ја представува целата политика и целата партија. Тоа што го прави Вучич во Србија, го прави премиерот Мицкоски кај нас. Или се обидува да го направи, да го ископира. Јели, демек, човек партија. А што правиме со човекот кој после дебаклот на избори го смени целото раководство, само не и тој самиот, бидејќи е незаменлив, односно човек партија. Го знаеш ли него, мајсторе? Го гледаш ли барем во огледало или го избегнуваш и таму периодов? Практично до таа мера се поделени општествата да диалог е многу тешко можен, а во Србија тоа оди на ниво на судири. Практично Србија се соочува и со економски колапс, ние гледаме како. Исто така се соочуваме со една многу ризична ситуација во рамките на економијата, финансиите, нешто што 2026 година ја прави многу неизвестна. Тој ве плаши со Србија на следниот начин. Иако е глуп начин и нема зошто тоа да го прави, но ова е начинот. Вели, гледајте кон Србија, граѓани, таму е лошиот Вучич, има економски колапс, дрн. Исто така ќе биде кај нас. Не е така, ама ќе биде. Јас ваква глупава политика во мој живот немам видено, жими се. Во исто време внимавајте. Од СДС се бунат кога некој ќе каже Венко е кукла, мапет на Зоран Заев, зошто бидејќи Заев не бил во политика 5 години. Само по журки и јахти со Венко, а што прават таму, нели, сите сме виделе. Него, во исто време, Мицкоски го споредуваат со председател на соседна земја. Ако им го мери шумот, ниту еден тек не треба да ставиш на другата страна на вагата. Северниот сосед очекува помош од Европа, а во исто време е во целосна изолација од Европа и така е со години.
А јужниот сосед на северниот сосед очекуваше исто така помош од Европа. Но ја доби од северниот сосед, кој тогаш го фалевме и му благодаревме, но сега бидејќи на изборите на кои изгубивме, прогласивме победа, сега решивме победата да ја бетонираме со вакви неверојатни политички изјави. И ке зборуваме за Вучич, бидејќи од мигрантите веќе не спасија и нив не ги споменуваат повеќе. И сега, зошто ова сето го кажувам? Стварно те молам, човек, просветлине. Зошто сето ова го кажуваш? Зошто, побогу, сето ова го кажуваш? Ке направиме една споредба со трагедијата во Кочани. Кај нас и со таа во Нови Сад. И покрај безбројните индиции за одговорност на актуелни функционери, и има актуелни функционери од ВМРО ДПМН кои што се целосно заштитени и не се опфатени со истрагата за Кочани. Има директна поврзаност на компанија за обезбедување со дискотеката Пулс во Кочани. Нешто што се обидоа на почетокот да го сокријат, па не успеа. Ке направиме една споредба со трагедијата во Кочани. Кај нас и со таа во Нови Сад. Мрш таму бе, некрофили едни. Пак ли ке се злоупотребуваат трагедии во политички цели? Како со Смилковско, Малата Тамара, Мартин Нешковски, Никола Младенов. Не знаете ли ништо подобро од тоа? Океј, ако не знаете, може ли да споредиме и со тоа на чија смена гореа живи луѓе во модуларната болница во Тетово, во болница, објект на државата, во клинички центар? Кој беше министер за здравство тогаш? Некои бабароги не треба да ги проектираме, туку ги имаме тука. Подобро е луѓево да ги плашиш со Мицкоски ке стане како нас, а не со Вучич, тенџериња едни. Да продолжам понатаму. Оваа влада, очигледно поддржани од претседателката на државата, тоа го видовме за време на низиното годишно обраќање, имаат некакви барања кон Европската Унија, кои што е очигледно дека не може да се исполнат од сите инстанции, од сите европски функционери, од сите лидери на големи европски држави, им е јасно дадено до знаење дека тоа што се бара е практично невозможно. Што е заклучокот? Се бараат само изговори за земјата да се држи изолирана од Европската Унија. А може и вака. Се бараат изговори за земјата да се држи понастрана од механизмите на националистичките центри во Бугарија, кои ве вртеа како сакаат и им подпишувавте што ќе си нарачаа. Заеднички истории, администрација наместо фашисти и така натака. Односно, се постапува спротивно на оваа изјава. Земам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската Унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Земам лична одговорност. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. А мислевме дека ова е најглупавата изјава која можел да ја даде. Дека кариерата, својата богата политичка кариера, би ја жртвувал за да ги исполни желбите на Румен Радев, Бојко Борисов и другите. И тој некого ќе нарекува мали Вучич. Каракачанче наше жално. Не постои друго објаснување, кога на сите веќе им е јасно, дека нивните барања се практично нереални и се само причина да не се направи чекорот напред кон Европска Унија. Откако ја донесовте идентитетска Македонија пред провалија, сега наредниот чекор долу го нарекуваш чекор напред. Како што и кога се подпишуваше договорот за добрососедство, после кој примавме вето по вето на историски теми, викавте дека ги решивте сите прашања со соседите. Или сте биле слепци, или соработници, бидејќи нешто не ги решивте, туку ги доуништивте односите. И одозгора на тога, на крај со францускиот предлог, го бетониравте идентитетот, ама бугарскиот, не македонскиот. При што мислам дека дилемата слепци или соработници беше решена и секому му е јасен одговорот. И конечно на изборите ваквите политики лани во мај беа сериозно поразени. Ама не, еве го, кариера ќе жртвувал за бугарски интереси, а противниците во политиката ќе ги споредува со бабарогата Вучич, од која просел претходно вакцини, бидејќи нашите набавувачи одеа
преку Хонг Конг за провизии. Се сеќаваш, нели? Ама сите се глупи. Народот е глуп што не ве гласа. Јас сум глуп што не можам да ве разберам. Само вие сте паметни и им викате на граѓаните. Не може тоа што вие го сакате, може она што ние го сакаме. Исполнување на нарачки од Бугарија сега и веднаш, како ти да си Харис Џиновиќ, а бугарите да се заев со бакшишот. Боклук. За време на владењето на СДСМ во 7-те години власт се направија крупни чекори. Се направи Преспанскиот договор, бевме нарекувани предавници. Точно, исте. И тоа беше резултат на многу мокните кујни кои што се се уште активни на ВМРО ДПМН. Тие денонокно работеа и тоа е нешто за што навистина треба да им се одаде признание. Што се случи со Преспанскиот договор? Се реши повеќе деценијски спор и земјата стана членка на НАТО. Со Преспанскиот договор се случи промена на името на Македонија во Северна, која денес не ја нарекуваш Северна, туку ја нарекуваш Македонија, во тоа менгеме во кое живееш, меѓу северџанење и неопатриотизам со кој мислиш дека ќе собираш политички поени. Се обезбедија границите, сигурноста, безбедноста. Кога гледаме во денешен геополитички контекст со војна во Украина со сите закани, можете да замислите што ќе се случуваше тука ако и тоа не се завршеше, односно не се решеше тој повеќе деценијски проблем. Многу сакам кога неписмени ќе анализираат геополитика. Скриени позади, замислете што ќе се случеше. Ти кажа Ципрас пред тебе, во публика беше торко еден, што ќе се случеше. Го слушаше ова во живо пред тебе со твои очи и уши. Was it the right time? Not only was it the right time, but if we did not do it then things could have gone sour, not only mature, because 6 years later, things have changed a lot. And now, when looking at what is happening at our wider neighborhood, there is a conflict in the war being waged in the north and another one in Gaza. So I wonder if today, at a moment when even Scandinavian countries, Sweden and Finland, wish to join NATO, what would our pressure on this country, irrespective of the government in power, we would be receiving pressure for us to accept the name, the constitutional name of our neighboring country. Ете тоа ќе се случеше ако на оваа земја не и се случевте вие, соработници на грчките интереси, соработници на бугарските интереси, а денес активни на полето на рушење на односите со една од соседните земји со кои немаме речиси никакви проблеми, што е повторно можеби дел од интересите и на бугарските служби. Иако ракописот на овие очајни интерпретации на светот сосема сигурно доаѓа од земјата чиј претседател денес го хейтате. Србија. Зошто е запрен процесот? И тоа е едно од клучните прашања кој што е сега актуелно, а одговорот е поради криминал и корупција. И ништо друго. Ова ќе го толкувам и како признавање, бидејќи точно е дека процесот со ЕУ е запрен, а веројатно тоа е поради криминал и корупција на власта која потпиша се што се бараше од нив, од страна на соседите, можеби надевајки се дека по таа линија на помал отпор ќе бидат поддржувани како и секогаш во историјата од странците, а не од македонскиот народ, за да останат во фотелите. Така што ова може да е и единственото нешто точно кое го кажа вечерва овој победник на последните локални избори. А сега ќе ви пуштам еден дел од оваа пресконференција во која реално Филип Чуленценценце кажа една најголема мудрост. Така е, во овие моменти беше најпаметен. Се наметнува повторно преку пиаровските кујни на ВМРО ДПМН, не знам, проблемот со Бугарија. Тоа е завршена работа. Тоа е само еден механизам како ние да стигнеме до целта Европска Унија. Вметнувањето на бугарите во уставот е нешто што ќе не донесе таму, каде што ние стратешки со децении наназад се стремиме да стигнеме.
И тоа е повторно една форма на извртување на фактите, спинување, се со цел да нешто се представи како некакво предавство, а во суштина да нема реформи, да нема вистинска трансформација на правосудството, да нема европски обвинители и да продолжи да цвета криминалот и корупцијата. Уставните измени за кои еден Румен Радев вели дека се механизам како да дојдат до суштината на нивните барања, а тоа е ревизија на нашиот идентитет и наметнување на бугарската верзија на историјата. Тоа за Филипче била само механизам како да дојдеме до Европската Унија. Не му доаѓа памети, не. Еве го Радев што вели. Представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот председател Румен Радев. Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, зашто разговарал и со врвот на Европската Унија. Трудно е да кажеш кој е Самуил и кој е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейския съюз, които настояват веднага да бъде прията Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Суштината на спорот, вели Радев, е историјата, односно идентитетот. Гоце Делчев, цар Самуил, а човековите права се новата измислица, формулација, целофан, преку кој Бугарија сака да дојде до својата цел. И промената на уставот на вистина е само уште еден инструмент како Бугарија да дојде до целта, а не Македонија. Ама Филипче излегува пред цела јавност и настапува дека како опозиционер во Србија, дека како власт во Бугарија. За домашна употреба власт, фала Богу, не е, ама и опозиција се помалку е. Трговец поединец, ама тргува со наш идентитет. Како што реков Боклук. Кога не напаѓа во времето кога се носеа тие големи одлуки, Преспанскиот договор, после тоа францускиот предлог, бевме сведоци на страшни креации, на афери, напади на наши членови, валкање на нивните имења, компромитација и така натаму. Факт е дека не се одбранивме соодветно поради таа нивна силна пропаганда. Но сакам да порачам дека овој пат таа пропаганда и тој филм кој што го прават нема да помине. Затоа што знаеме точно со што се соочуваме, знаеме како да се справиме и знаеме како да се бориме. О, па одлично! Чим знаете како да се борите, ти најавувам дека има да се бориме. Само треба да знаеш едно. Кога Черчил рекол "We shall fight on the beaches", ке се бориме на плажите, не мислел на плажите во Дубај и на јахтите укотвени покрај плажите, туку мислел на бојните полиња, мајсторе. И ке ти го повторам, Черчил, само објаснето, за да ти е јасно. Ке се бориме. Ке се бориме на плажите, на улиците, на ридовите и никогаш нема да се предадеме. Туку повторно ке ве победиме. Бидејќи Македонија видела и страдала од многу синови изроди, како што вели и Гоце Делчев, кој го ставивте на тезга на пазарот во Горњи Милановац. Ама денес Македонија повторно има генерација на вистински борци за неа. И тие борци повторно ќе ве поразат, бидејќи Македонија на крајот секогаш победува. Ви посакувам да одморите за празниците, бидејќи здив нема да земете додека сте на оваа предавничка агенда. Тоа ви го ветувам. 2026 ќе ви биде уште потешка од 2025. Нека ви е со среќа. А вам, мои сакани гледачи и соборци, ве поканувам да останете во интервјуто кое следи. Разговорот со Бранко Геровски. Уште еден човек на тапет на овие торлаци кои ги гледавте пред малку. Ке биде интересно. Останете со нас, започнуваме веднаш за последен пат годинава. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, мој вечерашен гостин е The Man of the Hour, така би се рекло во светот на нашите стратешки пријатели, новинарот Бранко Геровски. Добро вечер, добре дојде. Добре вечер, Богдан.
Како се чувствуваш овие денови кога голем дел од фокусот на политичката јавност е свртен кон тебе, не баш по твоја вина или желба, вака ако може да кажам? Па се чувствувам славен, очигледно. Мислам, луѓето решиле да ме направат, да ме прикажат како алфа противник на СДСМ. Тоа реално и не е сега во овој момент некаква јака референца, бидејќи СДСМ е партија во распаѓање. Не знам дали ќе соберат сили некои таму други нормални луѓе да ја покренат, но ете, поради некои причини одлучиле мене да ме таргетираат заедно со неколку поважни политички личности, што ми годи во крајна линија, бидејќи покажува дека тоа што го работам, тоа што го пишува, допира не само до општата јавност, туку можеби повеќе до членството на СДСМ, до делот луѓето приврзани до СДСМ, поранешни раководители во таа партија, сегашни, кои разбираат дека нешто не е драматично добро, тоа создава паника во редовите на ова раководство тему, што би рекле, избрано, купено за ефтини пари или не знам како. И тоа покажува кризата во таа партија. Да дадам контекст, доколку некои од нашите гледачи од оправдани причини не може да пофатат нели се што се случува во политичката комуникација или медиумско-политичката комуникација, ако така може да ја означам ова епизода, која што малку трае, не започна од вчера, овој директен напад деновиве со така недолични навреди од страна на една политичка партија, а именно СДСМ кон тебе. Но сето тоа започна во една твоја преписка со Венко Филипче пред месец и пол или од прилика беше. Кој беше поводот тогаш ти остро да му одбрусиш на Венко Филипче? Види Богдан, не знам, навистина ја не знам колку се сеќаваат посебно читателите на Плюс Инфо и колегите се сеќаваат сигурно. Значи, во текот на изборната кампања, после првиот изборен круг, СДСМ тогаш прогласувајќи го поразот за победа, во тој смешен обид, комичен, прогласи победа, односно водство и веројатна победа во 4 општини, дополнително на оние кај што неколку кај што водеа, на пребројани 70% на гласови, се испостави веќе утредента дека тоа било лага, ноторна лага, бидејќи не само што водело СДСМ, ВМРО ДПМН во тие општини, туку после вториот круг и победи ВМРО ДПМН во тие општини. Не се ние објавивме една банална вест дека лажно објавиле водство во 4 општини, а немале водство. Тоа е факт, ноторен факт, докажан после со резултатот конечно. И тогаш прв пат во кампањата, и ја не сум сретнал, не се кејам на некоја друга кампања на изборите, СДСМ се огласи со соопштение директно против Плюс Инфо. Па не нарекоја мегафони на ВМРО, па не нарекоја вака, така и вона. Вие им бевте виновни, може би, за резултатот, да, се еден непристоен напад. Може да партија си дозволи, може би, генерално да ја коментира медиумска ситуација. Меѓутоа се во среде кампања, меѓу два круга, да се нападне еден медиум е, како да кажеме, bad for the business, лошо е и за партијата само по себе. Јас на тоа одговорив со еден навистина груп текст. Само ако дозволиш, го имам тоа соопштение на СДСМ, дајте лаптоп. Плюс Инфо манипулира и одработува за ДПМН, треба да му се извини на Филипче. Датум 20 октомври, 14 часот. Еден ден после изборите. И таму велат Плюс Инфо манипулира и одработува, е во целосна функција на пропагандата на ДПМН и наместо да информира објективно, шири неточни интерпретации со манипулативни наслови се обидува да извртува вистината од изјавата на претседателот на СДСМ доктор Венко Филипче.
На пресконференцијата тој рекол јасно и прецизно дека станува збор за резултати од преброени близу 70% од гласовите, што е проверлив факт, а вие наместо тоа во Плюс Инфо, мегафоните вие на ВМРО, и така натака и така натака. Што беше точно се виде. Има факти за тоа, остануваат на Википедија, остануваат трајно и така, нема лажење. Остануваат во секретаријатот ова Државната изборна комисија и така натаму, така што нема да ли мисли е тачно. СДСМ во таа прилика лажеше грубо. Јас на тоа грубо лажење, на грубо спомнување на порталот Плюс Инфо, одговорив со групатак, и не се кријам поради тоа. Се разбира, си го подпишал, си го го подпишав со име и презиме, со тоа што дозволив во насловот ставив еден кондиционал, дека може би Венко Филипче не е будала, таку дека може би е изманипулиран. Сега точно како беше насловот не знам. Еве го насловот. Извини Филипче, ама ти или си будала или некој опасно те брлави, не ти кажа Зоке да не се закачаш со мене. Така е. Значи ја поставив релацијата на лично рамлиште и тоа го вознемири. Венко Филипче ми се јави. Ти се јави? Да, ми се јави пред вториот изборен круг, пред финалната битка беше пет. Ти напиша за тоа, но добро е да... Да, ми се јави човекот. Што кажа во тој разговор? Ми вели како тоа стана лично. И ја му реков, Венко, лично е затоа што ја моите проекти ми се лични, мисли, мои твојот бизнис е деца. твоја лична работа. Така ги разбирам проектите. Ти може не ја разбира партијата толку лично емотивно, ама ја се врзувам за проектите. Ги вадам од себе, од душата ги вадам и како да не бидам личен. А вика, можам далго широко тоа објаснам, ама реков, ти немаш нешто по паметна работа, они си бараше да се видиме. Така рече барем. Мислеше дека тета вака ќе те... Ја рекам, нема проблем, ама... Ќе те припитам, ако сакаш и утре и задутре, нема на кога сакаш, меѓутоа се имаш избори, а од понеделник никош не се јави Филипче, бидејќи нема тука разговор. Што би разговарал? Тоа би била кавга, некој го поучил после дека тој разговор безсмислен или не знам како одлучил, во секој случај немаше разговор. Може би тој некој е заев на кој што ти се повикуваш во насловот. И како здужи баба, како задниот тужи баба, игнорирајќи ги стандардите за човекови права, игнорирајќи ги обврската на политичарите да го подигнат прагот на чувствителност, што е стандард, после го објаснив во една сериозна анализа со случај од Европскиот суд за човекови права во Страсбург, нели? Игнорирајќи го сето тоа, тој поднел представка до Советот за честа на Сдруженијето на новинари Македонија. Овие па циркус Адрија, нели? Нити ме според правилникот на Советот не мора. Не медијација може да понудат. Би требало да мора, не мора ни тоа, ама напишале може. Значи, може да ме информират. Тој правилник сам по себе е спорен. Мислам, тоа е единствено судење за кое не мора да се чуе втората страна. Ама пишале барем може да ми известат, да побараат писмено известување. Дури може да ме повикаат и на расправата. Богдан, таму каде што се води расправата и како член на тоа здружение од 1984 година, подолго отколку што некои таму се родени, подолго некои што биле, не ни мисле, поима, од Југославија сум ја член на тоа здружение, буквално, тогаш југословенско. Мисле дека како некој што се залагал за декриминализација на кривичните дела, навреда и клевета, да не бидат кривични дела, да бидат граѓански дела и така натаму. Мисле дека им го кажав тоа на Младен Чедиковски, пристојно било да ме известат, нели? Тај го напише во една колумна. А ти ништо, не те викна, не те известија? Ја просто си доаѓам на работа со Балија и кој викат, те има, вика, но те има, што ми има на ЗНМ? Има пресуда. Завршена, приказна. Така што, тоа беше контекстот, јас мислам дека... Со Чадик зборуваше тогаш или не? Реагираше ти лично, мислам, во ЗНМ тогаш? Усеев на Чадиковски Младен, кој е мој помлад колега, која, да не речеме, почна новинарската кариера во Дневник, со кој се знаеме долго време. Сум бил дел од многу активности на ЗНМ, кога сме бранеле новинари, уредници,
и виновни, и невиновни, кога сме одале по рефлексот наш. Значи, види, во нашата фела, првиот рефлекс мора да биде другарство, мора да биде солидарност со маката на колегата и дури кога највиновен, како во некој случај, кога биле луѓе виновни, окей, ќе му пружиме подршка, во немала рака случај, право да се брани, да докаже и така натаму. За овие луѓе ништо тоа не важи. Просто седнале, оцени дека нема потреба. Младе ми вика, ја не ни знаев дека има таква представка, а викам, па тоа е лоша работа. Ако председателот не знае дека има представка од политичка партија против новинар со 40 годишен стаж, онда нешто не е во ред и во тоа ЗНМ, очигледно. И така, не брав јас никаква сатисфакција до политика, во ке млади, не ќе одговорам нова. Напишав една анализа, поучна анализа. Им ги одбрав клучните случаи врз кои тој Европски суд за човекови права, кој суди според Библијата за човековите права, тоа Европската конвенција, патем речено Македонија е потписник на таа конвенција и би требало да ја... Ние се избориме во тоа време, Богдан, да македонските судови во случај на навреда и клевета против новинари ги прифатат правилата на тој Европски суд на човекови права. Ние од ЗНМ се изборивме, јас бев тамо, ја биевме таа битка и сега, замислете, телото на ЗНМ не го почитува принципот што самото го воспоставило. Добро, имале луѓето лош ден, имале мака, има тамо некој, има една членка на тој совет на честа која е моја генерација, нели Мира Костич, мисле дека премике на едно кафе, нели, дојдиве вака и вака работава и така натаму, окей, терете, осудите ме и така натаму. Напишав една паралела интересна со Чаушеску, со Николаја и Елена Чаушеску. Дека има пофер судење, да. Па да имале пофер судење. Доктор ги прегледал, нели, пред дали се способни за судење. Може, и мене требаше, ако се возбудам премногу од ова соопштенијава на СДСМ, може би треба некој доктор да ме прегледа, може, не сум способен за, еве и за оваа дебата, например. Така што беше тоа една нечеста битка и веројатно охрабрени од сето тоа текстописецот, нарачателот, пиар стратегот во СДСМ, кај што има очигледна промена. Забележлива последниве 4-5 забележлива промена, недели. сите ја забележа. Да. Тоа е друг тип на соопштенија. Тоа е друг, можеби ние, еве ја, и се извини во една колумна на Богданка Кузеска се подсмевавме со некои ја нарече Алистер Кембел дека па за овие Алистер Кембел се согласувам. Да, апсолутно. Богданка е Алистер Кембел за овие така. шапшали шалабајзери што сега седат и пишуваат, нели, тамо дремат некаде во општина Палило, можда или некаде, кој знае каде, во некој белградско Мене дувло. ми чисто на српски ракопис. Но така, ајде ќе ги анализираме тие потоа. Поентата е дека СДСМ реши да го користи тој момент дека ЗНМ, односно тој совет за етика, како се вика, така? Пресудил против тебе, а во корист на Венко Филипче и започна една серија на конфронтации со тебе. Односно, што и да пишеш ти, сега СДС го става во својот арсенал на оружје и пука кон тебе. Сега би сакал да покажам нешто од тоа, може? Okay. Еве, ова е од вчера. Ќе работиме со случаи од вчера. 10:36, дајте лаптоп. 10:36, 25 декември, ден католички Божик. Има еден текст, Манасие дигитален дарител. А се нивната реакција е да не ја шириме премногу, но тргна тие во напад против портпаролот на ВМРО Валентин Манасиевски. И напиша еден текст за Манасие српски. Тоа е, јас не знам, кај стигнам го зборувам ова и се уште не знам како да го формулирам. Но луѓе, ако ви е досадно, ако имате вишак време, или ако сте дома расположени, неколку ракивчиња, салатичка, мезе, музика во позадина, но не знаете што би читале од забавен карактер, отворете го порталот на СДСМ и отворете ги соопштенијата на СДСМ. Тоа веќе не е политичка партија, туку тоа е некој клуб на весели писатели, според вака, ако би давал години на пишувачот,
реални, колку што се гледаат во текстот, би имал можеби 26-7 застанат на 26-7 години, но на свој 55 ги преживува тие 26-7 години. Да објаснам на македонски што сакам да кажам. Јазикот на кој што се обраќа овие 4-5 недели политичката партија СДСМ. Зборувам за пишуваните соопштенија, Оливер Спасовски не зборува така. Е нешто што не сме го виделе во политиката и генерално тоа е во негативен контекст, меѓутоа има и забавен. Има и забавен, бидејќи мене ми е забавно да гледам на кое ниво паѓаат и како не постои филтер во Македонија, кој што тие од Србија што им доаѓаат, предпоставувам, соопштенија, во кој што има пола соопштенија се за Вучич, спомнуваат Белоруси, ова со мигрантите, целата епизода исто беше во сценарио и режија на тие центри. И овде нема никаков филтер, брана кој што ви каже стоите, ова не е логично, ова не е добро, кој да им рекол сега ќе ви помага овој пријателов од Србија. Фала бате, доста помагаше, сега нешто треба да коригираме и модифицираме овде. Но пиша еден текст за Валентин Манасиевски, го нарекоја Манасие српски бот, мот и така натака. Тоа е нешто нечитливо за обичен народ. Долго е, не е политички, нема структура на став на политичка партија, има како некаква блокпост, како некаква колумна. И ти реагираше на тоа, упатувајќи забелешки и за тонот, како што сега, нели, јас наверојатно многу луѓе со кои што контактирам периодов се на истиот став, па анализираше што значи бот и така натака. Генерално им го оцени како лош обидот на тој начин да влегуваат во политички пресметки. Не ги погоди тоа најмногу. Види, Богдан, мојата професионална експертиза е пишување и новинарска стилистика. Јас за тоа сум едуциран, затоа сум завршил факултет, затоа сум едуцирал. Предавал 7 години, од кои 3 на факултет, на приватен факултет, и тоа не е од овие тралала, туку една добра институција, Македонски институт за медиуми. Така што седнав и употребив мојата експертиза и направив буквално една форензичка анализа, лингвистичко-форензичка анализа на она што е напишано, од која недвосмислено произлегува дека авторот на овој текст е од тоа политичко миле од Србија. Они можеби мислат дека тоа е политичкото миле и така се представуваат блиско до опозицијата, до граѓанскиот отпор и така натаму, по стилот е тој информер. Информерски стил. Информерски стил, да. Она што он сака да го нападне, али стилот му е информерски. Но информер е веб портал, не знам, магазин, дигитална телевизија. Информер е Вучичев медиум. Вучичев медиум. Да се разбереме. Точно така. Вучичев гласило. Да. Со нивниот речник мегафон на Вучич. Тоа што они би сакале да го нападнат. И ова е втор обид на некој српски стратег кој го ангажирале, не знам зошто, своевремено го ангажира Зоран Башановиќ. Беше платен советник на Зоран Заев, премиерот. Ние го плаќавме од нашите народни пари. И тогаш поведоа битка од Скопје против Александар Вучич. Неверојатно. Еден друг тип, родич, бизнес партнер на Зоран Заев во тоа време, собственик на половина Слободен печат, го купи, делот што го продаде Зоран Заев, неформалниот собственик. Нека повели дека не докаже дека не е така, па ќе се расправиме малку поинаку. И направија војна. Ја разбирам. Сега мислам дека на делот е нов обид да се вовлече СДСМ во војна со Вучич. Така смета дека така ќе привлечат внимание. Дека тоа нешто многу ќе значи. Изгледате, тоа е од тука го сервисира тој нивен текстописец, контент врајтер и така натаму, што ли е пиар експерт. Дали е тоа Башановиќ, дали е некој Смилјан, некој така натаму, не знам, тоа ќе се дознае, претпоставувам. Му праќаат информации, веројатно му пакуваат некаков
наратив. Тука човекот се треба да ги работи во свој стил и тоа да изгледа како да е праено, како да кажем, како да е праено. И сега во нивните соопштенија имате СНС, дури и Филипче зборува, СНС. Кој знае овде, освен, нели, прва асоциација на 15-20% од луѓето за СНС, што би било? Ништо. А нели Српска напредна странка? Ма на повеќето од нашите колеги не знаат што се. И дури и Српска напредна странка им кажа дека се помислат, а чива е таа странка. Бидејќи луѓето не мора толку да ја следат ситуацијата во Србија. Секој си плаче нели на не мора воопшто да ја следат ситуацијата во Србија. Тука се заинтригирани. Па ќаци. Луѓе викат што е тоа ќаци? Разнаат, не знаат така тоа. Јас се следам. Ти веројатно е следиш. Ја следам, да. Има луѓе што е професионално. Таа е интересна. Да. Неспорно. Таа е важна, значајна за ова. Меѓутоа не на начин да СДСМ се идентификува во таа битка. Не ми е јасно овој Филипче што сака да постигне со тоа. Ако привлече внимание, баш и не му успева премногу. Ја му давам сега внимание. Да не ги нападам, ја не нема да може да се разбудам Сабајлево, како Сабајлево што се разбудив. Да, ќе дојдем и до тој текст. И тоа, па да има соопштение, нели? Ама генерално општо нема. Зошто ја вовлекуваат својата партија, незините членови, луѓето од раководството во битка, во уредување на односите во Србија? Зошто? Неверојатно. Тој истиот Вучич кој тамо се мољакаше, кукаше, кога ги прима вакцините од Вучич. Тој истиот негов ментор имаше бизнес интереси тамо, кој имаше одлични, кој зборуваше постојано на српски јазик, на оној негов српски јазик. Просевме брашно од нив. Да, он е радио такве ствари, шето е пуно и така. Мислам, се сеќаваме на тие смешки со Заев, на неговиот, нели, на Јелена од Горни Милановац, на неговиот, кај му беше пазарот на Савски Венац, или кај продавал пиперки и така натаму. Тоа е таа приказа која може би им била нив интересна, може да ми се уште интересна. Ама што тоа значи во политичка? Што тоа значи за нив прво? Ја не знам како него фати некој од партијата буквално за уши мече. Абе човече, што правиш? Баш со прашањето што правиш, да. Мислам, кажи што идеја? Кој е концептот? Пробе да објаснени да те разбереме. Што сега? Си има во битка во Србија, тешко му е на Вучич, тешко им е на србите. Сите ние сакаме да им биде подобро на србите. Си ги сакаме и така натаму. Браќани се, блиски ни се и си ги сакаме и албанците, си ги сакаме. Наро бугариве са многу не ги сакаме, пошто тие не сакаат. Јас ги сакам. Јас ги сакам и сакам да им е подобро. Да. Ти најмногу ги сакаш, нели? Ги сакам и сакам да им е подобро. Ама што сега ние правиме? Замисли сега утре некоја од овдека партија да влезе да ги уредува односите во Бугарија кај што сте политичка криза. Точно. Или па замисли да Српска напредна странка пишува соопштенија за ВМРО или за СДС или за ДУИ. На што тоа ти личи? Би личело на српски хегемонизам, би личело на она што беше присути во рани 990 години. Абе, кои сме ние сега? Мислам, зашто ние сега тамо да им ги уредуваме односите, да им кажуваме ова е добар, ова лош. Тоа е прилично примитивно ниво на политичка дебата во која една сериозна партија не се впушта. Сега ти сакаш да кажеш дека ова е втора војна што се обидуваат центри од Србија да ја отворат против Вучич, но ајде за да го дадам целиот контекст. Може ли ја позборуваме малку за таа прва војна? Односно, која била идејата во 2012-13 година кога се случува тоа? Бидејќи читав некои твои коментари на твој пост. Ти зборуваш за Зоран Башановиќ, тој беше советник за не знам, за нешто, за енергетика или за спорт и млади, за кулинарство. Некаков советник беше кај Заев, така? Да. Не знам дали му беше по струка или чисто реда ради колку да после тоа што да доглед да дека неговото портфолио главно естраден менаџер, дели, он е основач на ДМ телевизија, Драгана Мирковиќ и така натаму. Стварно? Да. Браво. Кум е на Александар Вучич. Кум? Да. Башановиќ. Кој што после... Ама не се во добри односи. Не беа уште во тоа време во добри односи. После ги затоплија. Абе чуден лик, бе. И се тој доаѓа во Македонија, сака да му помага на Заев? Он му помага на еден друг тип, Александар Родич, Добро. кој во тоа време го
купува половина од Слободен печат. Така Фирмата влегува на српскиот Слободен капитал во Слободен печат. Така влегува. Таа половина е половината на Заев. Скријаната капитал на Заев. Родич купува половина на кој што е Газда скриен газда е Зоран Заев. Да, апсолутно, апсолутно. Купувајќи, така се прави театар. Веројатно ти би знаел Слободен печат, така кој имал инвестиција во Слободен печат. Ама јас напишав и како се случило и така натаму се. Нема тука дилема. Тоа знам ја не, знаат сите во Слободен печат, новинари, уредници, тоа бе доваѓа тука луѓето. Пазите, во Курир имаше српски курир. Професионалци, српски курир, кои се извонредни професионалци. Мислам, ние се работувавме, навистина, учевме нешто од нив и знаат, дизајни и такви ствари. А овој Родич е од српски курир. А Родич е газда на српски курир. Тој беше еден тип, не знам не си го фатил тоа, ја следев. Тој напише еден текст, на времето го подржувал Вучич и тој, и после напише еден текст Извини Србијо. Аха. Многу познат наслов, се прошири тој наслов и он се извини на Србија и влезе во битка, негова лична амбиција беше ова. Он имаше бизнис интереси сериозни и во недвижности, неговата фамилија и така натаму, тука се и врските со Заев, нели? Така се имаат споено по бизнис интереси? Да, предпоставувам, не знам, или овој Бешановиќ ги споли и така натаму, не знам како се може би на пазар се наште. Може би на пазар во Савски венац, не знам каде. На Зелени венац, пардон. Да. И како и да е, луѓето тогаш јас доваѓа во Скопје, он беше скриен од Вучич, овој Родич, беше во Грција некаде, таму и каде беше до Скопје, и тука седевме. Во една прилика и Башановиќ седел на маса. Кој е нивниот интерес, политички или медиумски, да собственик на српски курир инвестира капитал во Македонија, да има медиум во Македонија? Веројатно, за да има политичко влијание, односно да му помага на Да, може би за таа сделка може би стоеле некои други сили, може би ли стоеле и некакви стратешки разузнавачки служби. Не дошле они до стратешки партнери. Тоа ние си правихме овде филмови кој знае кој стоела. Нема врска. Работите се многу поедноставни. Многу поприземни беа работите. Пари играа во целата приказна. Како и да е, они од тука решија да отворат и отворија војна против Вучич. Тоа беше страшно. Они лиферуваа соопштенија во овој стил. Како овој сега... Но медиумот ги лиферуваше. Како овој дечката го било во Слободен печат. А сега како да ја купиле пола СДС ли? Да, во нивниот половина весник и другата половина им беше наклонета, се разбира, другиот половина газда, и објавува, и тоа стана страшно. Србија возврати, Информери, Блиц, сите изданија, Ало, Мало, сите се јавија, секој ден правеа насловни страни против Заев, против ова, меѓу другото и против Слободен печат. Со македонско сценарио тогаш ли е тој период? Тоа е македонско сценарио, продали веру за вечеру и така натаму. Тоа беше страшно, една кампања во Србија и тоа не беше добро. Ја не се чувствувам, ние во Слободен печат и во еден момент јас ја преземам одговорноста и реков ова више нема да функционира. Се оградивме како редакција од тие напади, јас со мој текст, од своите газди се оградивме, беше тоа голема, сериозна битка внатре. Тој вториот газда треба напише тоа, треба за бидејќи не е лесно си и Србин од Македонија и да бидеш во таква ситуација. Треба да ми биде доживотно благодарен за тоа што го направив. Едноставно се оградивме и напишавме на насловна страна, кај што ги зовеме сите најгрди насловни страни од овие, ги наредивме на Слободен печат на насловната страна и напишавме еден така блазиран израз. Браќо Срби, ми вас волимо. Пратив порака, со други зборови, ние не кеме да учествуваме во оваа будалаштина. Не кеме да учествуваме. Ние сме новинари, ние сме тука, ние сме опозицијски медиум, критички настроен медиум во Македонија. Ние имаме тука наша битка. Што ни интересира нас таа приказна? Имаше догодовштини околу таа битка во самиот Слободен печат, и ја се добивме. Дента престана. Значи, разбра и луѓето, разбра и тука, разбра, предпоставувам некаде и некои луѓе од таму,
штабот на Вучич, дека бе, што сега ние се биеме со некој Македонски весник портал, да. македонски, со некои таму новинари, со некои таму геровски, така натаму. Види, тие беа дури поразумни него се овие шапшаливе во СДСМ, мислам на овие нивните стратези, пиари и така натаму, и на Венко се разбира, кои не сваќаат дека треба да ја запрат таа војна. Накусо, поради овие причини, не знам зошто, СДСМ се обидува и успева до некаде да почне нова војна или ново некакво мешање во внатрешните или коментирање, еве да речем, на внатрешната политичка ситуација, обидувајќи се така да привлече внимание и да извлече некакви референции врска со македонската политичка сцена, кои се апсолутно, тотално неразбирливи, глупави, идиотски, неодржливи. Навистина не разбирам зошто, како може Венко Филипче, кој очигледно сепак, не можам веќе да му кажам, да му простам дека некој го брлави, сепак има он проблем со своето разбирање нештата и со своето можеби Чим го дозволува? Што го дозволува или го мотивира, ги раскажува на говорница со бранилскови исти наративи, глупости, така натаму. Како не може да разбере дека тоа е страшно штетно по нив. Пазите, во исти стил, од него напаѓа само овој Манасиевски, он го напаѓа Саша Богдановиќ. Да, го нарекува Саша Богдановиќ како... Усташ, не. Или, не знам, или па Саша да не коментирал Саша за рече дека некого. ова е во стилот на усташки, па така е, реално. И овој го напаѓа, не знам, исто некој недоличен речник. Пред тоа го нападна Петре Шилегов, како инсинурајќи дека имал некакви... Бил дел од ВМРО-ската машинерија. Да. Имал лични обврски. Лични обврски, влегол и се... Да. Онакви кафански муабети. Страшно нешто. Структурално, чисто само би сакал да покажам едно соопштение исто од вчера. А вакви ги има, верувајте, луѓе, еден куп. Дајте лаптоп мој. Мицковски доби нови инструкции, сега ќе го наместам, од СНС. СНС е Српска напредна странка, но тоа не е во Македонија не постои сленгот, жаргонот или па и краткото именување на партија. Да. Не се. И вика, денес официјално започна втората фаза од кампањата што ја водат СНС и Александар Вучич во Македонија преку својата испостава ВМРО Ванчовистичка. И сега анализа да направиме, не можам да разберам што е идејата, што е целта да каква кампања би терал Вучич во Македонија? Види, Богдан, овој детал, ВМРО Ванчовистичка, нели? Повозрастните од нас, поискусните ќе го препознаат. На раните 90-ти тоа е фраза од раните или од 1990-ти, кога реформираните комунисти, тогаш СКМП, таму ја коментира, ја означува тогаш формираната ВМРО ДПМН како бугарачка партија, како ВМРО Ванчовистичка. По Ванчо Михајлов. Тој речник од тоа време до денеска апсолутно не е актуелен. Меѓутоа, како што спомна и ти, овие ликови, треба да се разбере тој текстописец, има тешка задача. Тој добил тешка ако приказа. сака ефект тука, ако сака да си отвара фронтови со Вучич му е гајле за СДСМ, како што може и да личи ова. Да, овие нема, иначе треба да им ги врати парите ако Апсолутно да. Апсолутно да. Овие така што тоа е една од грешките, они прават и материјални крупни грешки, сериозни грешки, на пример еве утрово имаше соопштение за мене. Сакаш само ќе го отвориме и тоа. Само една секунда сакам да... Дајте го мојот лаптоп, само нешто сакам да покажам. Вака, ЦТРЛФ, ќе напишам Вучич. Чисто за да се види на колку места во текстот соопштение на СДСМ го има Вучич. Секаде каде што има жолто. Вучич и СНС. Вучич. Зашто ние овдека зборуваме? Неверојатно, несериозно. Мислам, види, може да имаат луѓето мислење. Јас имам мислење за Вучич, ти имаш мислење за Вучич. Имаме мислење за таа. Може би мислат во СДСМ дека прават нешто добро напаѓајќи ја Вучич,
СНС, Српска напредна странка, ќаците, не знам кои други. Меѓутоа, не. Нивниот стил, начинот на тој го прави, е дефинитивно стилот на Вучичевите гласила. Тие се, стилот нив е информерски. И тука нема бегање од тоа, затоа што, како велат, стилот го открива човекот. Ти тоа и го предаваш. Да, тоа е позната ствар. Така што они имаат сериозен проблем околу тоа прашање. Што е поентата, како сега во фронтот против Вучич, каде им пречиш ти? Односно, тоа не е фронт против Вучич директно, тие сакаат Вучич да го залепат на Христијан Мицкоски. Односно, да ја плашат македонската јавност со црната состојба во Србија, како што ја прикажуваат, нели? И да предупредат дека тука ќе биде исто така, ако бидејќи ВМРО терало, не знам дали е контролирано од Вучич, те од Груевски, те од Вучич, можеби Груевски го контролира Вучич, или, не знам, Белорусија спомнува. Стилски тешко е да се пофатат. Геро, дури ево и ти си професор по тоа. Да, добро, галиматијасот, збрката во главите може да се види. Дефинитивно тоа е стара приказна нивна, дека се они поврзека Христијан е поврзан со Вучич, па сега со Белорусија, тоа е нов момент. Не е малце чудно истовремено да викаш ова е српски свет и ВМРО ванчовистичка, што е бугарашки свет. Збрка комплетно во главите. Сериозно? А кај сум јас сега тука? И каде си ти во целата приказна? Просто... не знам, веројатно сум, пак ќе речам, препознат како... Да не ти памтат од порано нешто? Автор, како човек. Па што би ми памтели од порано? Не знам, од првата војна, Башановиќ, Родич, можно е, не велам не и така. Заев не те помни подобро. Види, авторот до тоа прво соопштение кажува, вели, Геровски е познат од таа панцир бригада, ли како рече, уште од времето на Груевски. Може ли ја покажам за што зборуваме? Мој лаптоп. Мислам, прости, непрости, тоа е наслов на СДС. Фрлјо, последната линија на одбрана на ВМРО. Ден Божик, 10:35. Колку е тоа? А ова Манаси е 10:36. Значи, во рок од една минута овие две соопштенија ги пуштиле. Да знаеш, брзо пишуваат. И велат која ботовите ке зарибаат, еве го тука, демек, познато што од времето на Груевски, член на елитната панцир единица Фрлјо. Панцир единица, тоа е на третиот рајх нешто. А ти си бил познат од времето на Груевски, тоа е точно, ама не си познат како поддржуваш на Груевски, напротив, како голем критичар на Груевски си познат. Сега тука е, знаете, тоа е недозволиво промашување. Не се информирани до крај. Овие српските Овие им рекле од овде. Препоставувам дали некој Аце, дали некој Милутин и така натаму, дали не знам, Богданка е амнестиравме, она е Алистер Кембел, да се разбереме. Абсолютно. И сериозно за овие стварно е, не дека ми била и студентка, by the way. Им дале приказни, им рекле, тој беше во времето на Груевски. Предпоставам дека така ги прати да ративно. Брифинг. Рекле и сега ме чека, вика, овој го бранил Груевски. Како да ви кажам? Врска нема. Да, неверојатно. Па затоа види, кога го смислував насловот на мојата одговор на колумната, сега нема да го кажам оној ласивен збор на почетокот, за да не сепак на телевизија сме, нели? Јас си дозволувам повеќе. Добро. На Facebook или па дури во Плюс Инфо, но ми викам будали едни. На крај го завршам бла будали едни. Како српски будали свет? Човече. Стварно се будали. Па тоа не може да направиш ти ваква грешка. Не можеш да кажеш, не знам, не можеш да кажеш да ги преброи становите во Скопје, а да не отвориш катастар и да видиш дека случајно или не, ја во моментот немам ни еден стан во Скопје. Па они, а во Белград? Абе, кои црни Белград? Ти бројат станови сега, така? Абе, ако имам во Белград, да ми јават кај што е, имам намера да го користам, ако имам Белград. Глупости. Тоа е последната најновата колумна. Така, сега, може ли до незе да дојдеме? Сакам цело време да им покажувам на нашите гледачи што се случува, мислам, зошто толку ни е предмет на
коментирање ова што излегува како производ од Бихачка. Дајте прво, Манаси е дигитален дарител. Ова е соопштение на партија, ова не е наслов на блог пост на некој тинејџер. И таму те нарекуваат заштитник, Свети Геро, заштитникот на сите ВМРО-вски ботови. Овој човек е авторот на ова соопштение, просто неписмен човек. И ево е Геровата војна и мир. Денес, 26 декември, 10 часот и 11 минути. По нашето пишување за случајот Фрлјо добивме одговор обомен како Толстоевата војна и мир. Ова е повторно, не е медиум, ова не е Информер српски, ова е политичка партија што го пишува ова. Ова е невидено нешто, во светски рамки е невидено нешто. Значи, на вистина е невидено нешто. Мене, јас сум како и секој човек, нели, имаме воерство во нашата природа. Мојот воеризам ги наоѓа за занимливи овие работи, зашто ми отвара и работа, нели, на крај на денот, во оној мој воведен коментар. Ма фасцинантно е во секој случај. Фасцинантно е, апсолутно, е надвор од сите вери. Најважниот дел, вели, Геро призна дека работел, но и дека уште тогаш се заљубил во начинот на кој Вучич се пресметува со неистомислениците. Ова го пишува СДС. Преку овој текст дополнително ја покажа својата омраза кон СДСМ и незините членови. Овој го пишуваат тие што велат Фрлјо, Мрлјо и така натака. Интересно е што покрај простачкиот наслов на текстот, не знаеме дали ЗНМ ќе реагира, и покрај неговиот примитивизам Геро покажа агресија и садизам и така натака. Па да почнеме, па прво поглавие нарцизам, па макијавелизам, трето поглавие психопатија. Површен шарм, лесно и убедливо лажење, грандиозно самовидување. Четврто поглавие садизам. Те нарекуваат СДС садист, психопат, макијавелист, нарцист. И се мора некаде Вучич да го има овде. А ево, по фалењето на акцијата на Вучич за казнување на тогашниот собственик, пишува и за своите заслуги, нели? Ова е, гледате луѓе, за колкав, овие што вие велат војна и мир, колкав текст напишале. Не знам што да кажам. Сигурно е непријатно, покрај се сега, да се разбереме. Мислам, види, вакви гадости да... Ова останува во архивата на СДСМ. Она што текстописецот, пак ќе речем, дали Башановиќ, дали некој Милјан Смилјан, некој Милутин, некој Аца, македонски Аца и така натаму, не е важно. Не го знаат, може би затоа што се млади или не се упатени, немаат контекст, не знаат ништо за Македонија. Е тоа дека, и за мене не знаат ништо во секој случај, е тоа дека јас сум она што се вели тепано куче. Значи, не може да ме изместат во принцип, ни мене, а и многу други луѓе, не може да ги изместат со овој тип на навреди. Напротив, можете мотивираат само да влезеш во уште подиректна војна. Не можат. Клеветите не им одржуваат, бидејќи веројатно е, не знам, сега сум потикнат, добивам совети да ги тужам и да ги изложам на може би малку и на трошок. Размислува за правна постапка? Па сега анализирам во моментот. Види, во овие две соопштенија има недосмислени навреди и неколку клевети. Како да кажам, кои се нема шанси да не ги добијам на било кој се. Те нарекуваат психопат? Нема шанси. Прашањето е дали сакам ја тоа да го правам. Да губиш време со... Долго време, види, стандардот, највисокиот е стандард на човековите права. Мене и тебе ни дозволува... слободата на... да максимално и неумерено ги критикуваме тоа користиме слободата и на говор. И тоа е докажливо со прецедентното право на Европскиот суд за човекови права, за што јас напишав сериозна статија, едукативна, дури и за овие од Советот на честа на ЗНМ, кои би требало да ја знаат, ама добро, не ја знаеле таа работа. Но, тоа не важи за политичарите, обратно. Политичарите не може да наведуваат новинари, обични луѓе и така натаму, на ист начин. Нели? Не важи за нив. нив. Не може, друга е улогата едноставно. Не важи за нив. Па така е. Како што не важи тоа за ширење говор на омраза. Не важи тоа за закани и така натаму, како што имаше за колегите од Нетпрес. Ке си одговарате. Бре.
Точно. Кои сте фраери вие бе, да им кажи. Отворија СДС војна и против други медиуми. Че си лежите. Правеа анализи кој им објавувал вести за мигрантите, кои не. Како да па мора да се објавуваат нештата што тие ги произведуваат. Па кој ги пренесувал наслови, а моите колумни праве список на наслови. Човече. Па зашто? Зашто да ги јас пренесувам туи? Не, ама чекај, тоа е малце желба да ги уредуваат сите медиуми. Да, тоа е неверојатно. Ме потсети на оној период кога Заев ги прогласи за своји најголеми политички непријатели сите национални телевизии, не знам, пар портали. Ама знаеш, еве да бидеме и коректни према Заев. Во она време кога Заев се обидуваше мене да ме дисциплинира на почетокот, после стана груба играта. Извршија притисок врз мене, јас дадов отказ таму и така натаму беше жестока. Но на почеток играта беше пак медиумска. Нели, во смисла на ќе се најде некој Саше Политико, па му отвори еден весник, траеше 7 дена, Политико се викаше. И сега човекот свати таа тешка работа било праење весник, треба и наслов се тури, па излагаше весникот дебе наслов, без фотографија, со дупки во весникот. Ама се обидуваа на тој начин. На новинар? Грубо, навредување. Преку новинар да го дисциплинира. Субјектот беше, мој условно речене колега, и окей, се расправавме, се битка, па после седнахме, му просто викам Саше будала, политика, не е важно. Дори во оваа ситуација, ако ти залепеа, сега правам едно сценарио. Никој од ликовите што ќе ги кажам не значи дека ја има таа улога или дека би можел да ја врши. Но, ако на тебе фластер станеше некој Фрчко, зборувам за сениорот, или некој Ѓорги Спасов, или некој Ордановски, или некој не знам, you name it, Зоран Поповски или Асма, тоа ќе беше друго, нели? Тоа ќе беше друго, да. Тогаш немаше ни да размислувам на темата дали ќе тужам, не ќе тужам и така натаму. Да, имаш полемика и тоа е тоа. Како ти кажам? Став верзу став. Не тужам колеги, може да зборат што сака, да лупат што сакат, кој што сака. Не е спорно. И јас сум лупал можеби некога за нешто. Нема љутиш. Се разбира, да. Нема љутиш. Ние сме сепак, како да кажам, сепак мора да бидеме солидарни меѓу себе, дури и во простувањето. Ама партија да влезе во дебата, па тоа дури ни Зоран Заев не си го дозволуваше. Не си го дозволуваше, не влезе во директна конфронтација. Дури ни Груевски не си го дозволуваше, една мала секвенца имаше еден напад врз медиуми. Луѓето просто тоа не си го... Да не зборам за времето на Бранко Црвенковски, на Лјупчо Георгиевски. Забранита зона беше тоа. А какво нема шанси. И сега треба да биде и е забранита зона, гледам, и за оваа власт, така му замерам на Мичковски кога во некој референци ќе каже, не именувајќи, не знам како рече, то дно или не знам, таков израз. Општествен талок. Да, талок, не така. Не треба така. Па окей. Тој зборува за некои политички чинители, но може би треба да ги именува по име. Треба да ги именува по име, да. Но, да се иде директно, ad hominem, со напад, со клевети, за работи кои се многу лесно докажливи, проверливи, така натаму, тоа е бесмислено, тоа е лошо. Еден предизвик би било, Геро, ова на наредниот прес на Филипче, некој колега да го замоли, ве молам повторете ги зборовите тие и тие. Дека кај Геровски забележувате садизам, психопатија и така натаму. Тој нормално нема тоа да го стори, бидејќи ова не се негови зборови. Но подписот негов е за ова, бидејќи ова е соопштение на партијата. Го подпишува Венко Филипче. Доктор Джекил и утре, кога јас го тужам СДСМ, ако решам да го направам тоа, и најверојатно ќе го направам тоа, според граѓанскиот закон за навреди и клевета, ќе го предмет на тужбата ќе биде партијата и незиниот лидер, подписник, шефот, тој што е представник. Може би некој друг е во, не знам, треба да видиме таму во регистарот, верувам дека е Филипче. И тоа ќе после, знаеш како, од овие кувариве протолкувано. Според српскиот модел и наредбата на Вучич, ВМРО-вскиот мегафон и заштитник на ботовите Геро го тужи СДСМ за да ја потиснува слободата на говор. Тачно тоа ќе го направам. Тачно исто таа намера ќе го направам. Чисто да им кажам на луѓето што ќе гледаат. Зата ја потиснам слободата на едни глупави идиоти хейтери, затоа што хейтерите
луѓето кои ја злоупотребуваат говорницата, ја злоупотребуваат можноста да пишуваат партиски соопштенија, а диференција специфика битно, се пласени од наши народни пари. Има да ни вратат дел од тие пари кога ќе ги злоупотребат говорницата за правење злодела. Тие не се амнестирани. За нив не важи правото дека можат да се ги подложат другите луѓе на неумерени критика. Тие се доброволно на политичката сцена и од тој свој ангажман на политичката сцена заработуваат и како партии, и како пратеници земаат плата. Таа плата ја се создава од буџетот кој го полнат граѓаните на нашата земја, на Република Македонија. Така што нема простување тука. Не. Сега, тоа треба да го разберат тие луѓе. Не е поентата да трошиме пак државни фондови за некакви судења и така натаму. Меѓутоа сега има некоја граница, има нешто што може да се дозволи, има нешто што не може тие си го дозволат. Така што не знам, не сум одлучил искрено во овој момент, но едно сум одлучил и тоа го објавив, нели? Спремен сум како tribal warrior, како на племенски ратник. Чекам секој, само имам една молба до Филипче. Пред нас е нова година, а и генерално си поспивам се бајле. Да не е толку се одмарам. Станувам сега ја да ми се од редакција вика, абе ова има сообштение. Абе луѓе спијам, чекай се полека одмарам се на пример на ова најновото. Гледам никој од медиумите се уште не го бил додека влегол во студиото. Можеби и тие еве за нама се осмели на крај. Се осмели да каже ова не личи на ништо. Овој говор на што го прават партијава конкретно. Го осудија говорот на ЗНМ. Може би нема да го објават, но sejedno тоа е објавено некаде на нивната веб страница, објавено е јавно. И проверено Бриф МК, ќе ти кажувам во моментот во реално време проверувам. Толку за добро. Во моментот. Колегите Бриф ќе ги поштедам од ако тужам од она и пронесувањето на навреди клевети е исто така чинење на делото, но со нив нема се занимам, ќе се занимам со овој фраеров Филипче, нели? Кому ја сепак се обидов да му направам една леснителна околност, да изнесам јавно предпоставката дека некој се го брлави, некој му го брлави умот, меѓутоа веќе не. Ова јасно дека човекот влегол во филмот. Многу лош филм. Кој филм? All In или овој филм? Затоа што на 2 ноември, пред месец и 24 ден, не цели 2 месеци, доживеа најлош резултат во историјата на партијата. И сега, како да одберат тактика All In, каде што решиле веројатно дека ќе го прифатат тоа водство кој што им доаѓа од Србија најверојатно, за да привлечат на себе внимание, истовремено тој Србија да си направи некоја финта и магија што ќе користи мада не знам, никако нема да користи на српски пазар тоа. Ако им значи на српските студенти дека македонска партија пишувала против Вучич, не знам, но не мислам дека тоа премногу им значи. Ако е нели самосвесен човек, не обраќа многу внимание на тие нешта. Но почнаа да зборуваат за третиот рајх, дека декларацијата во парламентот поднесена од власта и изгласана од власта била како декретите во третиот рајх. Тоа ме потсеќа на една 2015 година, кога повторно правеа многу се неумесни тоа споредби со периодот на нацизмот и фашизмот. Не зборувам за се што во меѓувреме се случи, кој ги отвараше Ванчо Михајлов, Цар Борис клубовите, кој ги нарекуваше фашистите администрација. Не го правеше тоа денешната власт. Но ме потсеќа на таа 2015-16 година, кога тогашната власт од граѓанството беше означувана како фашистичка и така. Се сеќаваш на таквата фразеологија. Тоа е едначење. И сега некој со 7 стана од прадедо генерал овде, како што е незадоволен од системот, не знам зошто, 6 сати на ден ги поминува на кафе во Дебармало, се едначи себе си со човек што умрел во гасна комора во Аушвиц. Бидејќи на крајот на денот тоа е тоа.
кога ги означуваш твоите политички опоненти така. Истото се случува и денес. Третиот рајх. И ти гледаш и веќе ништо не ми е ни чудно. Значи тоа сум го гледал и порано, ова нова епизода и форма не. Ама еве го денес Венко Филипче излегува на прес и вели дајте мој лаптоп. Дајте го на цел екран, на цел екран. Може ли на цел екран да го имаме за убаво да се прочита, ве замолувам? Фала ве. Мицкоски е како малиот Вучич, очигледна е соработката со СНС. Исто и тука текст на брифинг со новинари. Председателот на СДСМ ја потенцираше директната поврзаност на актуелната власт со СНС во соседна Србија. Очигледна е соработката на оваа власт со српската власт на Александар Вучич и на СНС, односно лично со него. На граѓаните веќе им паѓа во очи како премиерот Мицкоски сака да го имитира председателот Вучич. Внимавај, во движењата, во стоењето, во начинот на давање изјави и во концептите на политиката. Перекарот веќе го доби малиот Вучич, рече Филипче. Според него моделот на владење што се применува во Србија се повеќе се пресликува и кај нас. Тоа што го прави Вучич во Србија, премиерот Мицкоски се обидува да го направи кај нас. Еден човек да ја представува целата политичка и целата политика и партија, а сите други да ги извршуваат неговите наредби. Подсети на случувањата во Нови Сад, на протестите, дека диалогот е таму невозможен, општеството длабоко поделено. И така натака, и води ова кон европска изолација, економска несигурност, авторитаризам и така натака, и така натака. Геро? Она што го загрижува Филипче и СДСМ и во една некаде во оние рилови од некои дебати телевизиски од медиуми наклонети кон опозицијата, кон СДСМ, иако сега СДСМ тешко може да се нарече некаков лидер на опозицијско мислење во моментот, видов еден интересен, зачув еден интересна теза. Вели вака, во Србија имаме криза, политичка криза, сериозна, нестабилност, 2026 година ќе биде пресудна, ќе се случуваат таму работи. Во Бугарија имаме политичка криза, сериозна. Во Албанија имаме политичка криза. Не се знае што ќе биде во Албанија. Во Грција имаме протести и така натаму, една тврда влада која вели нема да им дадат на земјоделците тоа што сакат така натаму. И таму зашто имаме кризна ситуација, постојана затворена границите, премини, блокади и така натаму. Само во Македонија тоа го нема. И вие се несрекни. Мислам, Филипче и другите се несрекни. Они сакаат по секоја цена А пред 2 месеца беа направени пепелни избори. Нешто такво да се случи во Македонија. Тоа е роди бабо дете акција, Геро. Тоа е матрица што они сакаат да ја пренесат тука и тука да се види. Ама не си глупи луѓето во Македонија. Разликата од периодот на шарената револуција, која често се спомнува, јас сум, за вашите гледачи да повторам, јас сум на некој начин инсайдер и дел од шарената револуција во тој период. Не го кријам тоа, признавам, кажувам, сум имал мотиви, сум имал аргументи, сум имал коментари, сум пишувал за естетиката на Третиот рајх во нашата архитектура, тие што знаат малку естетика, архитектура, знаат за што зборувам. И сведочам дека тогаш, објективно, постоеше автентична енергија во Македонија, која беше употребена, делумно злоупотребена, потикната од странски фактори, злоупотребена од СДСМ, од Заев, кој подосадно нарече шути и рогати и така натаму, но постоеше автентична енергија. Во Македонија имаме нормален политички процес. Денес. Имаме изборни процеси, имаме изборни соочувања, имаме според општо признание, меѓу другото и на СДСМ признание, и на сите други имаме релативно не скандинавски, ама да видите на избори со ние немавме ни едни поништени избори. Немаше, да. Немаше ни една. Само Стефчо Јакимовски обвини за избор на кражба. Добро.
добро, тоа е дел од исто така од кампањата од фолклорот, меѓутоа реално Дури ни СДС не го направи. Нема, затоа што сега немаме. Ама они победија, зашто да обвинуваат? Се сеќаваш дека СДС е победник на изборите. Направиле добар резултат. Така што ние имаме релативно нормален политички процес. И во тој процес имаме луѓето треба да разберат што значи политички, зашто постои парламентот, парламентарна демократија. Во секое општество постои судирни интереси на разни групи, на класи, на етнички групи. Во секоја партија постои судирни интереси. Во секоја држава, во секое семејство постои судирни интереси. Точно. И политиката е измислена, институциите политички измислени да внатре, во меандрите на тие институции, во коритото на тие институции, без излевање надвор, тие интереси се сочелат, се судрат, секои 4 години избори, некогаш порано, на председателски, на локални, на ова, постојано имаме избори, се ова и се прави пресек на политичката волја кој ќе владе во државата. Тоа е нормален политички процес. За среќа, ние го имаме тој нормален политички процес во Македонија. И за среќа, тој и таков политички процес ја овозможува да постои СДСМ, ваква полураспадната партија да постои. Видете што се случува во Бугарија и во Србија. Добро. Трагедијата во Србија, меѓу другото, не е тоа што луѓето се само како да кажам, незадоволни, бесни, со право можеби, што го напаѓаат Вучич. Во Бугарија што го напаѓаат правителството на Бугарија, нели, така натаму. Не е тоа трагедијата. Трагедијата е таму што сакаат комплетен ресет, све ново. Заушив еден од демонстрантите во Софија вели, ние сакаме сичките да се нови луѓе. Супер. Не може. Па не може. Па не може. Тоа покажува дека таму имаме една аномија, дека општествата се враќаат во предполитичка фаза. Срекна околност е што ние не сме таму. Ние сме во тој поглед прилично уредена, ако сакаш, земја во моментот. Така е. Земја во која има политички процес. Точно. Легален, легитимен политички процес. Тој што сака да го наруши, тој треба да биде спремен и самиот да жртвува, да исчезне утре. Како што исчезнуваат, како што се немокни опозицијските сили, например, во Србија во овој момент. Не може да се договорат кој. Добро, нема биде Вучич, кој ќе биде следниот? Кој ќе биде тој што ќе биде трпнат од некоја нива во Србија и ќе дојде и ќе им рече на овие вие сте шути рогат и ја ќе ја земам власта. Нема таков. Бидејќи Србија има традиција демократска. Бидејќи и другите земји имаат традиција демократска. И поголемо од Македонија, да се разбереме, подолга традиција. И ја не знам како овие од СДСМ тоа не може да го анализираат. Толку ли себе неписмени? Геро, прво што требало да анализираат пред да влезат во ова е да го измерат рейтингот на Вучич во Македонија. Пред да го покажуваат него како бабарога, имајќи проблем да направат од Мицкоски бабарога, бидејќи има 7 пати повисок рейтинг од председателот на СДСМ. Нели мислам дека беа такви бројките од прилика. Ако не се 7, се 5, како год. Сега не можејќи премиерот да кажат, видете, ова е лош, бидејќи немаат со што го подкрепат тоа. Дури ни со мигрантите што ги пронајдоа, нели, во некоја колумна во вестник во Британија. Тоа го прават, видете, ќе стане лош како Вучич. А Србија изолирана, да тепаат студенти, не знам што прават. Значи, ако вака продолжи и така натака и така натака. Јас не знам искрено, како сублимат, не знам до кај ќе терат, не знам со каков кој е концептот на ова, да се караш да се обидеш да ја скараш па Македонија, да кажам, со Србија, дека во Македонија се случува нешто што сака да влијае во Србија, да се скараш со многу новинари, еден човек со 40 годишно искуство во медиумите, врвно новинарско перо во Македонија, да го нарекуваш садист, психопат, ВМРО-вски бот, бранител на ВМРО-вски ботови, фрлјо и така натака. Бил измислен прекар. Ова е, сега јас и тија седнеме да угасиме камери и да смислиме како ќе го викаме Венко, Шут Венко. И да почнеме да зборуваме. Еве, сите зборуваат. Денес 10 луѓе ми рекоа дека Венко го викаат Шут Венко. Тоа е живење во делузија, тоа е живење во некој меур.
Ти си замислуваш дека се случува нешто што не се случува. Имам навистина медицински термини за таквите состојби на умот. Не чините работава, што би рекле во Охрид. Да кажам нешто што не знам дали ќе бидам правилно разбран. СДСМ како политичка партија, која многу добро е познавам. Сум рекол повеќе пати. Јас ВМРО ДПМН, ако ме сметаат за нивен архипротивник, дека сум вамо као нешто главен, тоа е глупости, ама ВМРО не го познавам колку што го познавам толку добро СДСМ, одлично. Без оглед на се, СДСМ како политичка партија, како дел од политичкиот сегмент, како идеологија, ако сакаш, некогашна идеологија. Денеска тоа е дезидеологизирана партија. Денеска тоа е друштво за ограничена одговорност. Ма не е ни тоа, трговец поединец, нели? Оној СДСМ како што треба да биде и е потребен на Македонија. Како што треба да биде? И е потребен на Македонија. Да биде јака партија. Утре може би дури и победничка партија, зошто да не? Да се разбереме, не ваква како сега. И треба сватат луѓето дека овој СДСМ сега е киднапирана партија. Киднапирана од едни некадарници, од едни луѓе несериозни, необразовани, некултурни, со пороци за кои од приватни причини реков нема да зборувам, бидејќи имам таму луѓе кои ми се деца на мои пријатели, не зборувам. Имам минимално чувство на лична лојалност према некои луѓе. Ако тие немаат никакво чувство, ако се скотови обични, ама не, тоа е нивен проблем. Ја не сакам тоа да го правам. Но киднапиране од такви луѓе, од едни луѓе кои можат само штета и прават огромна штета на таа партија. Ја немам проблем со како да кажам, со 90%, не од обичните членови, има ботови разноразни што може и да има. Зборам за бивши раководители, зборам за сегашни луѓе со кои комуницирам, со кои ми е непријатно, со некои не можам да им се јавам. Сега, си викам, ке им замерат. Некои не можам да ги спомнам, за да не им замерат таму, бидејќи тоа е киднапирана, тоталитарна партија, во која луѓето се кооптираат. Не знам дали гледачите го знаат тој термин, тоа е од времето на комунизмот. Значи, таму луѓето не растат природно, па да те изберат тебе некаде. Идеш во некој комитет, па комитетот те предлага, да речеме, не знам, центар, па те предлага, па ти стануваш нешто во централниот комитет. Не. Таму те трпнуваат, некаде, те трпнува лидерот, тако званиот лидер, нели? Те трпнувате, поставате се одуте подпредседател. Првата твоја функција во таа партија е подпредседател и заменик председател. Фани, Мани, и ти седне сега. Овие, замисли обичното членство. Замисли луѓе што долги години работат. Пази, членството во СДСМ на многу луѓе им било референца. Им значело нешто во нивните приватни животи, во нивните кариери и така натаму. Сега остана ли нешто во што ќе се препознаат, освен ако гаат да им е заедничка точка патолошка омраза кон ВМРО? Сега е срамота да си дел од раководството на СДСМ. Тие луѓе служат за подсмев. Си слушал ли за луѓе што одбивале да прифатат да бидат дел од ова? Како не? Постојано добе информации кои се седнувале. Оделе луѓе на Филипче, му викале, ти треба станеш да си одиш, човече. Многу просто е, наставно ставаш. И сега они после ги таргетираат, па ќе ги навредуваат, или како што вели они Шипович тамо. Тоа се, цитирам, мој до мојега. Шипович цитирам. И навистина се. Не можат. Има луѓе кои претендира, пази, има луѓе кои се надвор од тој затворен круг сега на Бихачка, кои вложиле многу во таа партија, кои вложиле на терен, кои биле министри, кои биле во влади, биле во опозиција, се мачеле, се бореле, го орале теренот. Тоа е нормален живот на една партија и сега тие не постојат. Тие се негде на маргините и доаѓа една група луѓе, едни деца кои се, како ти кажам, стануваат идеолози, замисли. Смислуваат наративи и згорена се ангажираат некои луѓе од српскиот информерски свет, од овие што самите ги нарекуваат ќаци, нели? Овој не е ни ѓак, дечково, не може ни ѓак да биде, он е ќаци.
Да. Они се такви по стилот, по се. И што продаваат? Ние ќе направиме криза во Македонија и ние ќе бидеме како Србија сега и како Бугарија и како сите други и овде ќе настапи. Нема да се дозволи тоа. Ама нема, затоа што пред месец и пол имаше избори на кои што беа поразени од глава до петици. Значи нема таква општествена атмосфера. Јас го знам тој концепт на политика. Создаваш криза и ти си решението за кризата што си ја создал. А тоа може на филм да си го гледаат. Сега има еден филм, Our Brand is Crisis се вика, пуштете го, гледајте го, задоволете се и сонувајте дека тоа ќе може да го направите за 5, 6, 7, 8, 10, 12 години можда. Наредниве 2-3 години ќе се многу тешки за нив. Особено имајќи ги предвид сите околности што ти сега ги спомна, бидејќи ова ми се чини како Филипче да ја презел тактиката на својот политички ментор, гуру, спонзор или управител, можеби, старател политички, Зоран Заев, кој што едно време кажуваше со сите кечеви, играв all-in, играв и така натака. Сега ми изгледа дека Филипче отишол Нема all-in. оправање, помоќу чари и трикова, што викаат србите. Па нема. Значи, со волшебни нема оправање. Таа партија, историски, еднаш е оправана. Значи, по распадот на комунистичкиот свет, по падот на Берлинскиот зид, по падот на комунизмот, по распадот на Југославија, таа партија се целосно ребрендираше и се трансформираше од некогашен сојуз на комунисти на Македонија, мојата бивша партија и на многу други луѓе кои бевме членови, во Социјалдемократски сојуз на Македонија, идеолошко промена, ребрендирање комплетно, ново име, ново се. Патот до опоравок и до создавање на таква опозиција која е потребна, повторувам, потребна на Македонија како вруќе лепи е потребна. Така опозиција е патот на сериозна внатрешна реформа која треба самата партија, не треба ние да им сугерираме што да прават. Ако не направат, ќе исчезнат, ќе се распаднат, ќе бидат на маргината, ќе бидат под 5%. Ќе се борат утре за цензус за влез. Јас не знам како ќе излезат од оваа ситуација. Сега, мислам, хипотетички, возможно е утре речат на тој кој можеби се вика Силјан од Србија, стоп, готово, завршуваме и продолжуваме од утре со... Тие ги изгореле сите мостови со многу медиуми во Македонија. Мислиш, преку твојот пример, не мисли некоја, не знам се, Кате Блажевска, што може неизе да и се случи ако напише нешто што овие ќе го оценат дека не им се допаѓа и тоа да ја па изнервира ако држи до својата новинарска слобода и право да искаже критика во јавноста. Па држи, напише денеска. Да, имаше, ето, видиш. Нема нормален човек во нашата професија. Ај ние тој да речеме не сме битни. Ова е глупо да се кажат со новинари, ама да речеме кај не се толку битни. Абе они своите луѓето на кои треба да се подпрат, надвор од таа мала групировка, ајде да не кажам некој тежок збор, Добро. Не им веруваат. Ги напаѓаат. Треба се очекува денови да ги рендаат еден по друг. Знаеш зашто беги другото? Затоа што на 24 јануари имаат конгрес. Затоа што се во паничен страх. Мора да се држи, дека значи, на конгресот ќе енергијата. стане некој. Ја верувам дека ќе стане некој од другите кадри и ќе би го каже: "Луѓе бе, кај е оваа партија? Што правиме? Абе што правите вие? Бе, дајте да направиме промена во партијата. Дајте да направиме нешто. Дајте да се вратиме, ако не на старата слава, дајте да се вратиме на некој нормален пат. Дајте да бидеме социјалдемократи. Не можеме да бидеме социјалдемократи и да брзиме мигранти, бе, човече. Тоа, кај го има тоа? Не мора да сакаш мигранти, не мора да сакаш мигранти во својата земја, ама не смел да ги мразиш, не смел да бидеш ксенофоб. А они се ксенофоби. Шират антимигрантска хистерија, ксенофобија, расисти. А обвинуваат за третиот рајх. Обвинуваат за третиот рајх. Па те молам, сега мислам, тоа е несериозно. И некој на 24 јануари ќе им стане. Не може да не им стане. Или ако не им стане, па јас на тие луѓе ќе мислам, па сега, што сте заслужили? Тоа ќе се добиете, па седите дома у папуци, седите, дремите. Ама верувам дека луѓето ќе станат и ќе речат: "Бе, ова не издржливо е. Ова не е нормално. Не може да се оправи вака партијата." Абе некои од
некои Смилјан, Милјан, Шилјан, Башановиќ, некои такви, со тие ќе спасуваат СДСМ? Не, мислам дека на тие не име гајле воопшто за СДСМ. Тоа е работа за пари, најнормално. Мислам дека работат за пари, дека овие нашиве, зборам за СДСМ, наши као македонци, кои што се осеќаат така меѓу нив, се импресионирани веројатно од... Па има и наши Богдан добри пиар експерти, па нека работат бар наши за пари, па нека заработат и наши луѓе некој динар. Подобри се од овие. Подобри се нашите пиар експерти. Измачувачки е дури, знаеш, на крај да се обидеш да размислуваш зошто ова го прават, зошто тебе те одат дотаму. Грозно е, но извини, тоа се нивни зборови, садизам, психопатија. Господи Боже, не знам, 24 јануари ќе видиме што ќе се случи. Не знам. Еве, апел, само апел упатуваме, после 11:30 нека пуштаат соопштенија, за да... Да, не те зорската цабајля се наспиеш јас сум како човек. спремен. Сега, нова година, тука сум. Дали ќе побараш од папата да ги замоли примири еден ден на 1 јануар да нема соопштение? Види, од папата, ако мисли се разбира на Бранко Црвенковски... Не, мислев на Лав 14. За нив папата е Бранко Црвенковски, се разбереме. Каква моја грешка, леле. Ама сега замрзнат папа е тој. Уште е замрзнат, Е така? замрзнат папа, али ја влезе у кафана, ова се потресвиат, разбираш. А он се фати за чашовија све пиени. Драма е тамо. Да. Со пецак слика една... Нема да замолам никого ништо, бидејќи, пак викам, размислам сериозно, им пуштам на правосудните институции да си го подобрат рейтингот од тажниот рейтинг од 2% и да покажат во една битка дека не може политичка партија да прави вакви нешта какви што прави. Дури дојде пресудата ќе има еден нов председател сигурно, може би 2. Да, може. Знаеш колку е брзо правосудството кај нас. Како и да е, да заокружиме. Да заокружам, бидејќи ова веројатно последен пат се гледаме во оваа година. Да, оваа година. Имавме тешка, напорна година, следната ќе биде ја слушнав Мелони. Мелони, да. Немајте гајле, уште потешка ќе. Не се кидете, уште потешка ќе биде. Како да кажем, ја мислам дека таа општествена криза, аномија, драма, пропаст, што се случува во СДСМ, нема да успеат да ја пренесат и на теренот на цела Македонија, бидејќи посакувам и сум убеден дека Македонија ќе опстане во некаков нормален политички процес. Тоа го одбраја граѓаните крај крајот. И тоа ние успеваме вака или онака повеќе од 3 децении. И не може тоа да го наруши една партија и така натаму. А на СДСМ му посакувам сепак опоравок. И срекна нова година. Опоравок. И добар конгрес на 24 јануари. Благодарам за последното гостување твое во оваа година. Се гледаме во следната. Бранко Геровски ми беше чест и задоволство. Фала ви што останавте со нас до самиот крај, што останавте со нас цела година. На 1 и 2 јануар нема емисија. Се гледаме во 2026, драги мои. Ве сакам. Имајте срекна нова година, најубави празници и се гледаме во новата 2026 година. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци, ама не премногу за празниците, опуштете се, забавувајте се и сакајте се. Добро на Македонијо, срекна нова Македонијо и главата горе.